Почитувани, заради големиот интерес кај пациентите за клиничките студии кои се работат и некои ќе почнат да се работат на нашата клиника, се одлучи да го направам ова предавање. Воведот за клинички студии ви го објасни доктор Тања Бошкова. Јас ќе се задржам на самите клинички студии со цел да добиете повеќе информации. Во моментот на Универзитетската клиника за неврологија се активни 3 клинички студии за мултипла склероза и една е во подготовка, значи во скоро време треба да имаме 4 клинички студии. Мора на почетокот да кажам дека протоколите за клиничките студии се доверливи и се заштитени од страна на спонзорот на клиничка студија. Јас сепак во ваш интерес и во интерес да објасниме нешто да објасним на пациентите кои се тие клинички студии, кои лекови, како се работат, проверував кои информации се достапни на интернет, така да овде ги внесов само податоците кои може да се најдат на интернет, бидејќи клиничките студии, како што реков, се обврзана за тајност помеѓу организаторот на клиничката студија, самиот лекар и пациент. Дури самиот пациент, значи, дознава детали за клиничката студија при потпишување информираната согласност. Значи, кога пациентот треба да ја потпише информираната согласност, му се дава протоколот на клиничка студија, му се објаснува како таа ќе се работи, со кои лекови, колку време и дали пациентот, ако се согласи да учествува во клиничката студија, ја потпишува информираната согласност и тогаш ја добива, некој пат таа може да биде и на 100 страни со опис на сите елементи во клиничкото испитување. И тоа што е најважно, што треба да го знаете, значи никој не може на сила да се уклучи во клиничка студија, тоа се е доброволно, а оние пациенти кои ќе се уклучат во клиничка студија во секој момент може да се откажат, значи ако не се задоволни од било која причина, едноставно решат веќе да не учествуват, значи во секој момент тие може да се откажат и не се врзани со никаков подпис дека мора до крај да ја завршат клиничката студија. Првата студија која започнавме, тоа Калипер студијата, мултицентрична, рандомизирана, двојно слепа, плацебо контролирана студија за евалуација на ефикасноста, безбедноста и толеранцијата на ИМУ 838 кај пациентите со прогресивна мултипла склероза. Значи, во оваа клиничка студија се вклучуваат пациенти со прогресивна мултипла склероза, најчесто со секундарно прогресивна, меѓутоа може и со примарно прогресивна мултипла склероза. Лекот кој се користи во оваа клиничка има заштитно име ИМУ 838 или видофлидимус калциум. Тој селективно инхибира синтезата на пиримидин во активирани клетки преко инхибиција на еден ензим дихидрооротат дехидрогеназа, кој е докажан ефикасен механизам за лекување на мултипла склероза. Значи, овде пациентите, бидејќи е двојно слепа, еден дел од пациентите ќе го примат лекот, другите се на плацебо, меѓутоа истражувачкиот тим не знае кој пациент е на терапија, а кој не е, што понатаму, доколку има потреба, тоа може да се открие и да биде отворено терапијата во случај на релапс или во случај на некои несакани ефекти. Ова студија ќе трае приближно 10 години, 124 месеци, од кој приближно 2 години е период на двојно слепо истражување. Значи, за сите клинички студии и за тие понатамошните изови важи дека има период кај некои клинички студии 1,5 година, кај некои 2, кога пациентите ќе примат, да кажеме, еден лек и плацебо или ќе примат 2 лека, а после тоа следува отворен тераписки период. Значи, после 2 години сите пациенти ќе во отворениот тераписки период, open label extension период, ќе бидат поставени на леко. Значи, во отворениот период сите пациенти ќе примат лек, нема да има веќе пациенти на плацебо. Ова и доктор Тања ви го објасни, јас само на кратко, значи за секоја клиничка студија постои критериуми за вклучување и критериуми за исклучување. Критериуми според кој пациентот може да се вклучи во клиничката студија и заради кој критериум не сме да се вклучи. Најважни се возрастната група на пациентите, во ова клиничка 18 до 65 и ќе видите и во другите клинички студии кои се работи за прогресивна мултипла склероза се пациентите од 18 до 65, додека пациентите со релапсно ремитентна се најчесто од 18 до 55 години.
Овие пациенти, бидејќи се со прогресивна форма, значи не треба да имат релапси во последните 24 месеци пред рандомизирањето. Се прави магнетска резонанца за да се види какви лези има пациентот и тоа е различно кај секундарно прогресивната и кај примарно прогресивната. ADS скорот при скрининг е од 3 до 6,5, затоа некои пациенти кои не можат да примат терапија бидејќи имат ADS скор 6, овде со 6,5 може да бидат вклучени и овие пациенти. Така да, значи за вклучување треба да има одредена старосна група, одреден ADS скор и бидејќи се работи за прогресивна болест да нема доказ за постојане на релапси во последните 2 години. Додека критериумите за исклучување, според кои критериуми пациентот не може да влезе во клиничката студија, тоа се поделени во неколку групи. Критериуми за исклучување поврзани со мултипла склероза. Значи, секоја друга болест, освен мултипла склероза, која може подобро да ги објасни знаците и симптомите, вклучително историја на целосен попречен миелитис, тоа е миелитис трансферзалис. Клинички знаци или присуство на лабораториски наоди кои укажуваат на нарушување на спектрот на оптички невромиелитис, познат ви е невромиелитис оптика или Девикова болест, значи тие не може да бидат вклучени во ова клиничка студија, посебно ако има таква порин 4 антитела или антимок антитела. Секој наод на магнетска резонанца кој не е типичен, вклучително и наодот на рбетниот мозок, и секоја активна и неконтролирана коегзистирачка автоимуна болест која не е поврзана со мултипла склероза. Значи, овие пациенти, доколку имат знаци за невромиелитис оптика, подобро можат симптомите и наодот од магнет да се објаснат со друга болест, не може да бидат вклучени во клиничката студија. Критериуми за исклучување поврзани со терапија. Пациентите кои се на одредени терапии можат, а некои не можат да влезат во клиничката студија, така да пациентите кои претходно биле на третман со алентизумаб, кладрибин, целосно лимфоидно зрачење и трансплантација на коскена срцевина или трансплантација на матични клетки, овие пациенти не можат да влезат во клиничката студија. Додека пациентите кои примаат други терапии за модифицирање на болеста, може да бидат на претходна терапија, меѓутоа треба да има еден период на чистен и вошинг период во кој, значи, тие треба да направат пауза. Значи, не треба во последните 12 месеци да примат терифлунамид, анти-CD агенси како што е окрализумаб, ритуксимаб, метоксантрон. Пократок е периодот од 6 месеци за пациентите кои примале натализумаб, имуноглобулин и азатиоприн. 3 месеци пред рандомизацијата пациентите не смеат да имат терапија со плазмафереза, било кој цитокин, цитокинска терапија, метотрексат, модулатори на сфингозин рецепторот, тој лек за жал се уште го немаме во Македонија сипонимодот, меѓутоа тука спаѓат и финголимод, сипонимодот го спомнав, рекурентни пулсни интравенски или интратекални третмани со кортикостероиди. 30 дена пред рандомизација не треба да примат диметилфумарат, монометилфумарат и дироксифумарат, тој е новиот лек вумерит и таблетарна терапија, значи тука само 30 дена што има време пациентот да се прекине терапијата за да влезе во клиничката студија, додека за интерфероните и глатирамерацетат тој период трае само 7 дена. Значи после 7 дена од прекинот пациентот може да влезе во клиничката студија. Критериуми за исклучување поврзани со имунолошкиот одговор, состојби вклучувајќи претходни трансплантации на органи кои барат третмани и клинички значително влијаат на имунолошкиот систем. Значи, пореметување на имунолошкиот систем не смеат пациентите да влезат во клиничката студија, односно тие не смеат и на други терапии да се стават, така да тука е многу важен бројот на лимфоцитите, кој нормално изнесува над единица, значи не смее да биде под 0,8, бројот на неутрофилите под 1,5. Понатаму историја за хронични инфекции во рок од 6 месеци пред датумот на информирана согласно. Значи, пациентите не треба да имат хронични инфекции како што се ХИВ инфекцијата, хепатит Б и С и други инфекции кои негативно влијаат на студијата. Понатаму исто коронавирус, значи не сме во моментот да бидат болни или да прележале SARS-CoV-2, треба да помине известно време пред пациентите да се рандомизираат, односно да има 2 последователни негативни тестови со кои се подвртува негативниот статус на вирусот
и периодот на скрининг може се продолжи за овие пациенти да се приспособат на потребниот негативен тест на вирусот SARS-CoV-2. Понатаму, знаат пациентите и кога ги ставаме на некоја терапија, тие не смеат да имат латентна туберкулоза, тоа се испитува со квантиверонскиот тест, и исто така не смеат да имат не само хронични, туку и акутен хепатит Б и С, ХИВ инфекција, понатаму други вирусни инфекции, автоимуни, така да значи, се прави еден потполен скрининг за вирусни инфекции и овие пациенти доколку се позитивни не можат да влезат во клиничката студија и со секоја жива вакцина во рок од 30 дена пред датумот на информирана согласност, освен за сите вакцини против SARS-CoV-2 и грип. Во молим имате предвид дека вакцините базирани за месенџер РНА се дозволени во секое време. Значи само ова важи за живите вакцини, тие не смеат да се иско така аплицираат кај пациентите кои примат терапија за мултипла склероза, меѓутоа исто така и треба да помине 30 дена пред да бидат вклучени во клиничката студија. Други исто така болести, низок број на тромбоцити, високо ниво на серумски креатинин, зголемено ниво на билирубин, зголемено ниво на уремична киселина, индиректен неконјугиран билирубин, позната историја за нефролитијаза, тоа е нели камење во бубрезите, или други болести поврзани наследни со заболување на бубрезите, како што се хипероксалурија и наследна хиперурикемија. Понатам историја на ГИХ, бубрежно оштетување, познат или суспектен Гилберов синдром, диагноза или сомневање дека постои оштетување на функција на црниот дроб, што може да намете потреба од тестови за испитување на функцијата на црниот дроб, тоа се најчесто трансаминазите. Прекумерното пиење, исто така пациентите не смеат да консумираат алкохол и такви со хроничен алкохолизам не можат да влезат во клиничката студија. Историја или присуство на сериозни или акутни срцеви заболувања, како што се неконтролирана срцева дизритмија или аритмија, неконтролирана ангина пекторис, кардиомиопатија или неконтролирана конгестивна срцева слабост, клинички релевантни тешки респираторни заболувања, неконтролирана хипертензија со притисок над 150 со 95 и исто така свежи не само кардиоваскуларни, туку и цереброваскуларни болести. Пациентите не смеат да бидат со малигна болест, значи малигнитетот ги исклучува од клиничката студија, освен на некои локализирани карциноми на базалните клетки на кожата или на грлото на матката, кои се адекватно третирани, кои нема знаци за активна болест во последните 5 години. Исто така психијатриските болести се исклучени, кај пациенти со тешка депресија, психоза, биполарно расстройство, истории за самоубиство и така натаму, епилепсија или напади кои не се соодветно контролирани со третман. Контролирана епилепсија треба да се разговара со пациентот и со лекарот дали може да влезе во клиничката студија и секоја друга значајна медицинска состојба која според мислењето на истражувачот може да создаде непотребен ризик за пациентот или може да влие на поддржување на протоколот на студијата, затоа што ние ако ставиме пациенти кои не исполнуваат критериуми, може да тоа на крајот да предизвика погрешни резултати од клиничката студија. Втората клиничка студија која работиме, кај која имаме неколку пациенти, тоа е мултицентрична рандомизирана двојно слепа студија од фаза 3 за евалуација ефикасноста, безбедноста и толеранцијата на ИМ838 во споредба со плацебо кај возрастни со релапсно ремитентна мултипла склероза. Таа клиничка студија се вика ENSURE, потполно ист дизајн како претходната студија, потполно истиот лек, само што овде пациентите мора да бидат со релапсно ремитентна мултипла склероза, во претходната беа со прогресивна и овде е старосната граница нешто пониска од 18 до 55 години со активна релапсна мултипла склероза. Третата клиничка студија, првите две се слични и третата и четвртата се слични, само се разликуваат по кохортот на пациенти. Третата е фаза 3 на мултицентрична рандомизирана дупло слепа студија со паралелни групи да се евалуира ефикасноста и безбедноста на фенебрутиниб споредено со оклизумаб кај возрастни пациенти со примарно прогресивна мултипла склероза. Фенебрутиниб е дел од новата генерација на лекови наречени
Брутон, тирозин, киназа, инхибитори. БТК е молекула која влијае на активноста на некои имунолошки клетки. Инхибицијата на правилната активност на БТК ја намалува активноста на овие имунолошки клетки и овие клетки се поврзани со релапс и прогресија на болест. Возраста е овде како и прогресивните форми од 18 до 65 години за време на потпишување на информираната согласност и во оваа клиничка студија еден дел од пациентите ќе примат фенебрутиниб кој ќе биде споредуван со контролна група која ќе прима окрелизумаб. И четвртата клиничка студија која е во подготовка се работи за истиот лек како во претходната клиничка студија, фаза 3, повеќе центрична, рандомизирана, двојно слепа, двојно замаскирана студија со паралелни групи за евалуација на ефикасноста и безбедноста на фенебрутиниб спореден со терифлунамид кај возрастни пациенти со релапсирачка мултипла склероза. Значи овде се користи истиот лек фенебрутиниб, меѓутоа овде ќе се споредува со таблети терифлунамид. Пациентите мора да бидат со релапсно ремитентна мултипла склероза и овде пониска возрастната група од 18 до 55 години во време на потпишување на информираната согласност. Ви благодарам на вниманието.